Вести во 18 часот. Добар ден. Почнуваме со прегледот на насловите од денеска. Владина и бизнис делегација во Истанбул. Презентирани можностите на македонската економија. Постои навистина голем интерес кај турските бизнисмени за инвестиции во Македонија. Не помлади од 23 години и минимум 5 години важечка дозвола Б категорија. Почнуваат задолжителните обуки за управување мотоцикл до 125 кубици. Обуката опфаќа само теоретски дел, 4 наставни часа. Скалпелот го држи робот, а хирургот оперира од конзола. 4 пациенти со канцер на простата оперирани со роботска асистенција. Се многу попрецизни, многу има помалку компликации. Евакуациска драма во Киселавода. Детонации поради запалена инсталација пред стамбена зграда. Полицијата ги будела, бегале во темница. Општа паника беше, луѓе тропаа, вика. Директна авиолинија Анкара-Скопје, како и карго железничко поврзување меѓу Македонија и Турција, објави попладнево вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, кој е дел од владината и бизнис делегација што ја предводи премиерот Мицкоски на работна посета во Турција. Информацијата за новата авиолинија и карго железничкото поврзување на X ја објави и турскиот министер за трговија Омер Болут, додавајќи дека целта е двете земји да достигнат трговска размена од 2 милиарди долари. На бизнис форумот во Истанбул, Мицкоски посочи дека постои голем интерес кај турските компании кои што ги повика да инвестираат во Македонија. Сите детали од Михајло Видимлиски. Македонија нуди стабилна деловна средина и нови можности за странски инвестиции, порача премиерот Христијан Мицкоски, која предводи македонската делегација на бизнис форумот Македонија-Турција, кој денеска се одржа во Истанбул. Тој истакна дека двете земји негуваат традиционално пријателски односи, кои представуваат цврста основа за понатамошно продлабочување на економската соработка. Обраќајќи им се на представниците на турската бизнис заедница, Мицкоски ги повика компаниите од Турција да ја препознаат земјава како партнер за идни инвестиции и економска соработка, нагласувајќи дека постојат сите предуслови за продлабочување на деловните врски помеѓу двете земји. Ја продолжуваме традицијата на организирање B2B настани, B2B средби, односно тоа што го отпочнавме во Унгарија и тоа што го продолживме во Австрија, потоа со Хрватската бизнис заедница на билатералната средба во Охрид го продолжуваме сега овде во Истанбул. Нашата цел е нашата македонска економија и нашите бизниси да се поврзат со бизнисите овде во Истанбул, во Турција. Постои навистина голем интерес кај турските бизнисмени за инвестиции во Македонија, а она кое што ние ќе го правиме овие 2 дена овдека во Истанбул е да ги презентираме можностите на македонската економија и сите ние можности и поддршка која што ние како влада ја даваме за привлекување на странски директни инвестиции. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски остварил средба со министерот за трговија Омер Болат, како и министерот за транспорт на Турција Абдулкадир Уралоглу. Попладнево на социјалните мрежи објави директна авиолинија Анкара-Скопје, како и карго железничко поврзување помеѓу Македонија и Турција. Министерот за трговија на Турција на социјалната мрежа X ја објави информацијата за новата авиолинија и карго железничкото поврзување и напиша дека двете земји продолжуваат да работат кон остварување на целта за билатерална трговска размена од 2 милиарди долари. На средбата со турските министри се разговарало за конкретни чекори кои ќе придонесат за зголемување на трговската размена, поттикнување на инвестициите и подобрување на деловната клима за компаниите од двете држави, а посебен фокус бил ставен и на инфраструктурата и регионалното поврзување. Одличните политички односи помеѓу двете земји представуваат цврста основа за понатамошно продлабочување на економската соработка, зголемување на трговската размена и поттикнување на нови инвестиции, потенцирал шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски во обраќањето на форумот. Економската дипломатија не е дополнување на надворешната политика. Таа е во нејзиното јадро, посочил Муцунски. Дел од македонската делегација се и министрите за европски прашања, економија и труд, Беким Сали и Бесар Дурмиши, министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска.
Законот за правична застапеност се очекува в понеделник повторно да се најде пред пратениците. Законот ќе се носи со така наречено мало бадентерово мнозинство, а заканите од ДУИ дека физички ќе се спротистават на негово донесување, спикерот Гаши ги оцени како несоодветни за демократска држава. Јанеа Сифоска со деталите. Правичната застапеност конечно ќе се регулира со закон, наместо со алатка како балансерот, и потребно е да му се даде шанса да се донесе, а ако има забелешки, може дополнително да се подобрува, изјави претседателот на Собранието Африм Гаши во вчерашното само интервју. Законското решение се очекува во понеделник повторно да се најде пред пратениците, откако вчера расправата за него беше одложена, поради отсуството на вице-премиерот Беким Сали како овластен предлагач. Најверојатно во понеделник ќе се свика продолжение на денешната седница и ќе продолжиме со седницата и ќе се разгледа точката апсолутно. Дали законот е перфектен, дали може да се секако, но ајде да дадеме можност и шанса. Може идната година да направиме евалуација и сите заедно да го подобриме. Дуи кога ќе дојде на власт, може и со подзаконски акти многу работи да се регулираат. Да, ама мислам дека тие што го подготвуваа законот мислеа на подигнување на еден цел систем како ова уставно начело да биде изрегулирано, изменаджирано. По најавите од опозицијската ДУИ дека ако треба и физички ќе го спречат донесувањето на законот, Гаши оцени дека таквиот речник не е соодветен за демократска држава, а демократијата подразбира владење на мнозинството. Реториката на ДУИ не му користи никому, вели Гаши, и од партијата на Ахмети очекува конструктивност наместо тензии. Како физички би се спречиле, мислам, ние живееме во демократска држава, имаме собрание, имаме деловник, устав, треба по процедурите да разговараме. И имаат можност да го кажат свој став, да предложат амандмани, да го подобриме законот, ама демократија е владење на мнозинството. Дали се тие поголеми албанци од вас или едноставно не можете да се носите со нивниот пир? Па не знам што е критериум за добар албанец. Ако е корупцијата, подикнување на тензии меѓуетнички, ако е други критериуми, тогаш можам рака да им подадам. Законот ќе се носи со така наречено мало бадентерово мнозинство. За да помине треба да има 61 глас, како и мнозинство од присутните пратеници што припаѓаат на немнозинските заедници. Според Гаши, бадентеровото мнозинство ќе зависи од сите пратеници, не само од оние на ДУИ, кои жестоко се противат за ова законско решение. Сепак е неизвестно дали власта ќе успее да обезбеди бадентер без нивните гласови. Вработените во јавно-обвинителската служба реагираат дека предложениот нов закон за јавно-обвинителска служба не представува реформски исчекор. Велат, предложениот закон ги задржува постојните механизми на зависност во управувањето со човечките ресурси, не ги надминува проблемите со недостигот на кадри и не предвидува суштинско подобрување на материјалниот статус на вработените. Наместо да обезбеди поголема самостојност на јавното обвинителство и вистинско издвојување на јавно-обвинителската служба од системот на јавната администрација, предложениот закон ги задржува постојните ограничувања, не ги надминува кадровските проблеми и не нуди решенија за долгогодишните предизвици со кои што се соочува службата, се вели во реакцијата. Драма изутринава доживеале станари на стамбена зграда во Скопска Киселавода, откако настанал пожар на електрична инсталација пред зградата. Според очевидци се слушнале и неколку детонации, а граѓаните во паника биле евакуирани. Пожарот бил изгаснат по интервенција на противпожарната бригада. Дејан Трајковски со детали како и зошто настанал пожарот. Наместо будилник, ова е звукот кој во 6 часот утринава ги разбуди станарите од населбата 11 октомври во Скопска Киселавода. Силниот рафал кој одекнал откако се запалила доводната инсталација за струја предизвика паника и страв во најблиската зграда. Повредени за среќа нема. Станарите ги разбудил звук како од рафална пушка, а среќа во целата несреќа е што пожарот бил рано изутрина, па во тој момент никој не поминал на ова место.
Први на местото пристигнале полицајците кои заедно со оние кои први се разбудиле по детонациите, ги будели и соседите кои подсврсто заспале и се од другата страна на зградата. Евакуацијата, велат станарите, била отежната од светлата во случај на пожар во објектот не се вклучиле. Кој во пижами, кој во долна облека, се бегало во темница со децата во раце и со по некое светло од мобилните телефони, додека чадот полека се ширел нагоре низ влезот во зградата. Кој со телефони, со децава во раце, значи голи, боси, кој како спиел, така излезе надвор, го земав детето. Немав телефон, среќа имаше пред мене некој комши, жена ми, друго дете беа позади, ама они светеа позади, ја пред мене немав светлина за каде да се движам. Комшика една со поголемо детенце ми светеше за да излезам надвор. Пошто мало ми беше детето, го земав во раце, 3 годинично дете, значи во кебенце го земав за да излезам надоле по скали. Општа паника беше, луѓе тропаа, вика. Паника од станарите, бегање, деца плачат. Нас лично, зашто сме од другата страна на зградата, не разбудија соседите, ама имаше, како што разбрав, многу комши што слушнале као рафал од каблите што пукале. Успеавте ли барем да се облечете без да? Јас лично не. Како што спиев, така излегов. Жителите реагираат и за високонапонските кабли во соседното градилиште, но од Еван уверуваат дека не биле под напон и дека засега останува непознато како избил пожарот. Велат дека соработуваат со надлежните институции и работат на санација на состојбата. На терен е констатирано дека од непознати причини е запалена надворешна изолација на кабли кои не биле под напон. Пламенот ги зафатил постоечките ормари што напајуваат соседната зграда, пошто биле зафатени нисконапонски кабли кои во тој момент биле под напон. На случајот работи МВР, а известен и јавен обвинител и дадени се насоки за постапување по истиот. Од денеска почнуваат задолжителните обуки за граѓаните кои сакаат да управуваат мотоцикл до 125 кубици. Михајло Видимлиски со детали за тоа кои се условите. Од денеска стартуваат задолжителните обуки за граѓаните кои сакаат да управуваат со мотоцикл до 125 кубици. МВР ги појасни условите откако во јавноста, особено кај младата популација, се создаде впечаток дека лесно ќе може да се вози мотоцикл. Оваа обука е задолжителна и се однесува за лица кои имаат минимум 23 години возраст и поседуваат минимум 5 години важечка дозвола од Б категорија, но не и помлади. Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните дека во врска со задолжителната обука за управување на мотоцикл до 125 кубни сантиметри, обука и потврди можат да спроведуваат и издаваат автошколи кои имаат лиценци за А1 категорија. Обуката трае 4 часа и опфаќа клучни теми за безбедноста: заштитна опрема, контрола и стабилност на мотоциклот, превоз на сопатник и справување со ризици на патот. Воедно ги информираме граѓаните дека потребно е кандидатот да достави и лекарско уверение, како и потврда дека нема забрана за управување од Б категорија. Дел од автошколите објаснуваа дека се работи за 4 теоретски наставни часа. Кандидатот треба да поседува возачка дозвола од Б категорија, како и останатите задолжителни документи. Обуката опфаќа само теоретски дел, 4 наставни часа, кои што треба да ги посети кандидатот за да добие потврдата која што му дава право за управување со мотоцикл до 125 кубика. Под одредени услови и строго мотоциклот ако е автоматик, значи не важи за другите мотоцикли, за нив си е потребно да си полагаат А1 категорија. Од потребни документи кои што ќе треба да ги набават за упис, влегува лекарското уверение кој што треба да си го извадат и потврда за немање активни забрани која што се набавува од македонска телевизија МВР Шалтер, соба 25 или 26. Од МВР додаваат и дека доколку лицето кое се стекнало со потврда добие забрана за Б категорија, автоматски повлекува и забрана за управување со потврдата. Инаку правилникот е дел од имплементацијата на законските измени на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, кои собранието ги усвои во април. По собранието се одржа јавна расправа за законот за оружје кој што е предложен од владата со европско знаменце. Се предвидуваат низа правила за контрола, поседување и употреба на оружје, како и построги правила за трговија. Детали од Андријана Лазова Божировска.
Физичките лица ќе може да поседуваат најмногу 10 парчиња оружје и да купат до 500 куршуми годишно. Airsoft и пейнтбол направите за спортски игри ќе мора да се пријават. Листата на забранети оружја ќе се прошири, а ќе се воведат и построги правила за трговија и трансфер. Ова се дел од новините кои се предвидени со новиот закон за оружје кој го предлага владата со европско знамеце. На јавната расправа во собранието од МВР порачаа дека целиот текст е скроен за усогласување со ЕУ регулативата, да се намалат ризиците за јавната безбедност и да се стави крај на досегашните проблеми во пракса. Овој закон не е пишуван за затворени врати. Гласот на луѓето што секојдневно работат со оружјето, ловците, стрелците, стопанствениците, е вграден во решението што ги предлагаме. Главните придобивки може да ги сублимираме во 3 зборови: побрзи процедури за јакната безбедност и подобри услуги за граѓаните. Засегнатите организации како Комората за приватно обезбедување, Стрелачката и Ловечката федерација ги кажаа своите критики во собранието. Дел од нив вела дека воопшто не биле повикани за консултација кога се пишувал законот. Други пак забележаа дека се воведуваат неприменливи правила. Зошто за некое оружје за кое што се бара само потврда, а не дозвола за набавка, треба да има дозвола за носење? Во овој случај ние сметаме дека е сосема доволен налогот за носење на оружје и легитимацијата, бидејќи работниците за приватно обезбедување додека да стигнат до моментот легитимација, тие веќе ја поминале обуката за ракување со оружје. Успеавме да се зголеми годишната количина на амуниција и истата да се купува без дополнително одобрение за имателите на оружје, додека истата да биде неограничена за активните спортски надпреварувачи. Исто така голем бенефит е дигитализацијата која што за поднесување на оружје и нови барања за амуниција. После неколку децении исчезнаа зборовите пневматско оружје и тетивно оружје. А останаа само зборовите огнено оружје, што не е фактичка ситуација, бидејќи во олимписките спортови се употребува и огнено, и пневматско, и тетивно, и ладно оружје. Постоечкиот закон за оружје е донесен во 2005 година и е менуван 15 пати. МВР одлучило овој пат да изготви целосно нов текст, бидејќи поголемиот дел не бил во согласно со европските критериуми. За почеток од 1 септември од Зелениково до Скопје ќе транзитираат 2 воза, а од македонски железници очекуваат голем интерес од страна на граѓаните. Од невладиниот сектор пак алармираат дека значително треба да се подобрат условите на железничките станици за да се привлечат поголем број патници. Афродита Рамос. На очекуваниот старт на градскиот воз од 1 септември на маршрутата од Зелениково преку Драчево и Лисиче до Скопје ќе транзитираат 2 воза, се додека не се обезбедат повеќе возни средства, најавуваат од македонски железници. Меѓутоа, и со овој капацитет се очекува голем интерес кај граѓаните да се вратат на користење на железничкиот превоз поради значително намаленото време поминато во патување и застој во градскиот метеж, додаваат од таму. Од 1 септември ќе има зависно од периодот. Значи, во утринските часови ќе бидат 2, а понатака ќе биде само по 1, се додека не се комплетираме ние со возните средства. 18 паравозови треба да бидат на една траса. Значи, тоа се негде околу 54 воза на сите 3 траси. Меѓутоа, тоа кога ќе се комплетираат сите 3 траси. Од железничка инфраструктура најавуваат дека реконструкцијата и на останатите 2 делници од проектот Градски воз ќе започне на есен. За другите 2 фази што се од Волково преку Ѓорче Петров, Скопје Север и Скопје и Миладиновци, Илинден, Маџари па се до Скопје, за овие 2 наредни фази имаме објавено постапка за избор на проектант за доставување на и подготовка на техничка документација. Со градежни активности очекуваме да се започне истата година, некаде кон есен. Сепак, состојбата на самите железнички станици и условите за патниците треба да се подобрат со цел да привлечат повеќе корисници, велат од невладиниот сектор. Моментално, станиците железнички, прво, се делумно руинирани,
Второ, се недостапни за лица со посебни потреби, достапни за велосипеди, но се исто така и многу далеку од густо населените места. Значи треба да има координација со ЈСП за некои линии, можеби со минибуси, можеби со нешто друго, кај што ќе носат патниците од главните автобуски станици до железничките станици. Од македонски железници додаваат дека засега се уште не е дефинирана цената на билетот, која по најавите на министерот за транспорт Николовски би требало да не е повисока од онаа за приградските автобуски линии. На клиниката за урологија за прв пат се изведени робот-асистирани операции кај пациенти со карцином на простатата. Лекарите велат дека новата технологија овозможува поголема прецизност, помалку болка и побрзо закрепнување. И се надеваат дека државата ќе инвестира во технологијата вредна околу 1,8 милиони евра, со кое што во моментот привремено оперираат на урологија. Сања Трајковска-Ставров. Скалпел во рака на робот наместо кај хирургот. Лекарот не е врз пациентот во операциона сала, туку на страна. Седи и управува со роботските раце кои нудат милиметарска прецизност, помалку болка и побрзо закрепнување на пациентите. Вака изгледаат дел од првите операции на урологија со роботика или роботска асистенција извршени врз четворица пациенти над 60 годишна возраст, на кои им е отстранет карцином на простата. Сите се добри и наместо подолго време да лежат во болница, за неколку дена ќе бидат пуштени дома, вели доктор Башким Шабани, директор на урологија кој учествувал во операциите. Се постои еден посебен дел каде што се стои хирургот, значи тоа се вика на конзола или пак контрола, додека другиот дел се инструменти кои што се слични на лапароскопската хирургија, кои што ние имаме едно долго искуство, околу 15 години работиме на лапароскопска хирургија. Меѓутоа, самото движење на инструменти, значи се многу попрецизни, многу има помалку компликации, прегледноста на оперативното поле е многу подобра во споредба со лапароскопската хирургија, така што таа метода го користат најразвинете европски земји, кои што мислам дека нашите граѓани заслужуваат да го имат и роботот при уролошките интервенции. Применети се две методи на оперирање со робот-апаратот, вели директорот Шабани, и планот е во иднина да се продолжи едукацијата за работа со овој апарат робот кој не оперира, туку асистира и е од Кина и чини околу 1,8 милиони евра. За сега овој апарат што е во Македонија не е набавен, туку е донесен привремено. Пациентите кои што се оперира со роботска хирургија, робот-асистирана хирургија, значи хоспитализација трае максимум 3 до 4 дена. Во споредба со другите методи кои што трајат пациенти што се оперираат отворена хирургија или лапароскопска хирургија, лежат подолги денови, така што штедиме и на хоспитални денови и на другите трошкови што ги следат со хоспитализација на пациентите. Меѓутоа, сепак бенефитот на пациентите е многу поголем. Значи, пациентите многу побрзо го заздравуваат, побрзо закрепнуваат, побрзо се враќаат во нормалниот живот, што е многу битно и за пациентите, па и за клиниката. Во 4 операции под менторство на професор Гуди, освен директорот доктор Шабани како научен соработник, во робот-асистираните операции вклучени биле и професор доктор Огнен Ивановски, доцент доктор Александар Трифуновски и Виктор Станков како научен соработник. Околу 50 вработени во клиниката за детски болести денеска протестираа пред Министерството за здравство, незадоволни што веќе 6 месеци работат без плата и се уште немаат продолжени договори за работа. Никакви договори. Значи ние сме идели, значи не е прв пат ова да се случи, значи години уназад се случило на пример да има закаснување на средства или други работи, али на крај на денот што се вика, па сме били исплатени, али сега ова е више претеризам и топката ја префрлуваат од една страна на друга страна. Сега ние бевме, ајде, муабетот беше дека до финанси, негативно. Отидов по финанси, ние ти викат ај ќе го гледаме од почеток што е работава, дали има некоја грешка или фактички ние сигурни сме дека од клиниката нема никаква грешка, затоа што имаме колешки тука што ги средиле тие документи. Имав состанок со дел од вработените кои што биле на детската клиника. Разговаравме за проблемите кои што настанале. Сакам јавно да кажам дека Министерството за здравство
не креира политики и не сакаме да импровизираме, туку креираме политики базирани на податоци и на потреби кои што ги имаме во здравствениот систем. Во моментот побарав од сите здравствени институции да направат функционална анализа, тоа веќе мислам дека е трета или четврта недела. После таа функционална анализа ќе видиме компаративно со систематизација во тие здравствени институции за да ги видиме потребите од нови вработувања. Дали наскоро ќе завршат маките со кои се соочува кумановско семејство? 62 годишниот кумановец за кого семејството имало над 50 пријави за насилство. Најверојатно ќе биде задржан на болничко лекување во психијатриската болница Скопје, откако судот го преиначил решението. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Се гледали крај на сагата со 62 годишниот кумановец со шизофренија, кој заради семејно насилство и полов напад на малолетник треба да добија неколку месечно лекување во психијатриската болница во Скопје. Директорот на болницата Иса Авдули за Канал 5 потврди дека со дополнувањето на втората пресуда на Основниот суд во Куманово, каде се потенцира дека освен лекување, потребно и задржување на пациентот во судското оделение, Центарот за социјални грижи и полицијата од Куманово може да го донесат уште денеска. Во претходното решение на судот стоеше само лекување, но не и задржување во болница за болничко лекување. Ние ако го задржевме без да наведе судот дека треба и да се задржи во болница, ќе направевме кривично дело. Потенцира директорот Авдули. Канал 5 за 62 годишниот кумановец објави дека фамилијата имала над 50 пријави за семејно насилство од негова страна, но никогаш докрај институциите не ја завршиле процедурата, се до објавувањето на сторијата. Фамилијата се надева дека и за доброто на роднината тој ќе добие соодветно болничко лекување. Дебатата на сите актуелни теми продолжува во Самовистина меѓу Благој Чатанасовски и Љулсим Фариси. Денеска ваш домаќин е Ивана Стојановска. Пријатна вечер.